Преминуваме на точката од дневниот ред, јавна расправа на тема предлог законски измени за воведување на заедничко родителство по развод. Воведен збор прв има господинот Наум Рибаровски, иницијатива за заедничко родителство по развод, иницијатива. Поведете. Добар ден за сите. Дозволете од името на нашата иницијатива да изразам голема благодарност до Комисијата за труд и социјална политика што повторпат овозможува дискусија на оваа тема. Не наблегувајќи во евентуалните пропусти околу организацијата, сакам да нагласам дека тие на кои што се однесе оваа дебата не ни можат да бидат тука затоа што се тоа деца. Оваа расправа е продолжение на расправата што имавме лани, тоа се од мај 2018 година. Тогаш дискутиравме за потребата од воведување на заедничко и одговорно родителство по развод во Македонија. Едногласно заклучок на комисијата беше дека потребни се измени во законот за семејство во таа насока. Тоа за нас беше мотив да сами со сопствени сили изработиме предлог законски промени. Меѓутоа, не спремивме само предлог законски промени, туку спремивме уште два подзаконски акти со цел да евентуалниот нов закон не биде само на хартија. Тоа се предлог правилник за определување за изработка на родителски планови. Тој е всушност правилник за определување на видување, документ што центрите за социјална работа со децении не го имаат. И уште еден правилник за определување на алиментација во склад со принципите на заедничко родителство. Пред да ги представам на кратко промените што ги предлагаме, сакам да нагласам неколку ствари. Прво видовте, претпоставам во документите што ги циркулиравме, измените кои што ги предлагаме се детални, соопфатни и прецизни. Тоа е контра на сегашниот закон што го имаме, кој што е штур, кој што остава многу простор за секакви толкувања и за жал толкувањата се најчесто погрешни. Понатаму сакам да нагласам дека законските измени кои што сега ги гледате се врз база на компаративната анализа која што исто ја доставивме во документацијата. Таа компаративна анализа беше побарана од нас од Министерството за труд и социјална политика да постапи по иницијативата и на нас да речеме многу добро ни дојде овако за изработка на овие предлог законски промени и во однос на компаративната анализа, сакам да нагласам, ако сте читале детално ќе приметите, има една разлика во законските промени ние што ги предлагаме. Тоа е во сите земји, сите одлуки во врска со контакт со детската алиментација и така натаму ги носат судовите. Кај нас е тоа разделено помеѓу центрите за социјална работа и судови. Цениме дека формирање на такви семејни судови, како што има во другите земји, е долга и скапа реформа, а нас не требаат промени веднаш. И затоа наместо да предложиме формирање на такви семејни судови, ние предлагаме да телата кои се одлучуваат останат исти, на крај на крајшта не е битно кој ќе одлучува, битно е какви се одлуките, а за да одлуките бидат добри, предлагаме прецизен закон и прецизни правилници. Би се задржал накратко на законските измени кои што ги предлагаме. Тоа се 9 главни точки. Во детали ќе бидат објаснети од стручните лица од иницијативата, јас само би сакал да ги набројам. Првата и главна измена е укинување на доделување на децата на чување и воспитување на само еден родител во развод. Ова е изворот на цела дискриминација и на сите проблеми во сегашниот закон. Наместо тоа, воведуваме дефиниција во склад со современите законодавства, што е заедничко, а што е самостојно вршење родителско право и во правна и во физичка смисла. Тука би сакал нагласам две ствари. Во физичка смисла се воведува квантификација дека заедничко вршење родителско право е кога секој од родителите поминува барем 120 до 180 дена годишно со своето дете. И има уште една битна одредба, тоа е дека заедничкото родителство се однесува на сите случаи, значи е правило, освен во исклучителни ситуации кои што ги набројавме во член 78 во нашиот предлог закон. Тоа се однесува на родители кои што не сакаат, не можат или не се подобни за вршење на заедничко родителство. Втората измена е воведување на семејна извршителска служба. Често слушаме од центрите за социјална работа дека немаат механизам како да ги спроведат своите решенија кога еден од родителите не се придржува до нив. Ова е убаво решено во многу земји. Постои таква семејна извршителска служба која што практично работи на терен
на лице место утврдува зашто во одредени ситуации некои решенија или спогодби не се почитувани и реагира соодветно на тоа. Третата измена е поведување на листа на надворешни советувалишта, каде што ќе се патуваат задолжително сите парови кои што влегуваат во фаза на развод. Ова е многу битно затоа што во моментов не постои соодветна постапка со кој што би се помогнало на луѓето кои што се разведуваат или да се помират или евентуално да постигнат барем договор за гледање на децата. Помирителната постапка во Центар за социјална работа е крајно проформа, нема резултати, спротивно на тоа приватната пракса во приватните ординации имаат успех и затоа треба да им се даде шанса да се внесе во системот, целиот тој капацитет кој што постои надвор од системот. Четвртата измена се однесува на поведување на нов второстепен орган. Практично наместо по жалбите да одлучува Министерството за труд и социјална политика да се формира надворешна комисија составена од стручни лица. Ова е потребно за да се даде тежина на стручњаците наместо на гола администрација. Во моментов ние практично имаме каде да се пожалиме, затоа што од Министерството редовно добиваме еден те ист одговор, а тоа е дека центрите си ја завршиле својата работа, постапувајќи по процедурата, а ние воопшто не сме се жалели на процедурата, се жалиме на решенијата. Затоа потребно е да се во ситуации кога има жалба, кога има одредено незадоволство од решението, стручни лица да поразговараат со родителите и со децата и да донесат правилната одлука. Петата промена се однесува на системот на алиментација. Имаме во моментов систем на алиментација кој што не функционира затоа што е поставен на погрешни основи. На погрешни основи е поставен затоа што не ги зема во предвид потребите на детето, туку зема во предвид колку заработува родителот кој што треба да даде алиментација. И затоа имаме ситуации каде што во најголем дел од ситуациите алиментациите се смешно мали и не ги покриваат трошоците на децата. И имаме помал број на случаи каде што алиментациите се смешно големи и очигледно тука не стана збор само за потребите на децата. Заради тоа предлагаме неколку промени тука. Прво е квантификација на потребите на децата, воведување на табела на трошоци на децата во зависност од возраста на децата и од стандардот, односно вкупната заработка на двајцата родители. Понатаму овие трошоци на децата се делат пропорционално прво на заработката на родителите и второ на времето кога што децата поминуваат со секој од родителите. Се въведува можност алиментацијата се плаќа во натура, значи за конкретни потреби на децата наместо парични трансфери и се въведува динамичност на алиментацијата, значи наместо една за секоја дадена алиментација во некоја ревизија, еднаш годишно да се ревидираат параметрите, значи возраста на децата и заработки на родителите. Може би ова сето изгледа сложено, во суштина е многу просто. Изработивме модел во Excel, ќе го презентираме покасно, каде што ќе видите дека овие пресметки се крајно едноставни и воопшто не би требало да биде проблем, значи за било кој во судот или било каде во администрацијата да ги прави. Шестата промена се однесува на промена во начинот на управување со имотот на детето. Во сегашната ситуација со имотот на детето управува родителот кој што е доверен на чување и воспитување. Имаме типична ситуација ако сте штеделен име на детето, по развод, значи вие немате право на тој штеден влог, има право другиот родител, многу често тие пари се подигнати и више нема доказ за што се потрошени, дали за детето или не се, практично на начин тоа е нека легална кражба. За да се спречи тоа, предлагаме родителите да се упатат на договор за како да се управува со имотот на детето, ако не може да се договорат, тогаш судот да го замрзне имотот на детето до неговата 18-та година и да може да се одмрзне само во исклучителни ситуации, тоа е кога едниот родител ќе почине или потребно за здравствени потреби на детето и така натаму. Седмата новина се однесува на лажните пријави за насилство, педофилија и други злоупотреби на децата. Предлагаме ваквите лажни пријави кога ќе се докаже дека се лажни да бидат основа за земење на родителско право. Може да изгледа екстремно, меѓутоа екстремни се и последиците од лажните пријавувања. Осмата точка се однесува на забрана за изнесување деца до 14 годишна возраст на период подолг од 30 дена без согласност на двајцата родители. Ова е за да се стави крај на сегашната несватлива пракса да кога еден родител, примарниот родител кога сака да се одсели, сака да го земе детето со себе, ако вториот родител секундарно не согласува, тоа центрите
заземаат улога на суд и даваат решение најчесто да децата се одселат. Тоа е значи крајно по мене неверојатно решение се тоа, затоа што прво државата директно допринесува за белата чума, за намалување на население, второ државата непосредно поддржува родителско туѓење, практично се прекинуваат контактите со вториот родител. Заради тоа, како што кажав, ќе објаснам во детали, ја предлагаме таа забрана за период на 30 дена за 10 до 14 годишна возраст. И деветата и последна промена е промена на постапката во Центри за социјална работа. Да речеме, бараме тие постапки да бидат по-демократски. Во моментов, значи, ги гледаме како на некој начин диктаторски. Практично не смеш да одиш со адвокат, нема записник, се може да се случи таму и немаш никакви докази. Затоа предлагаме тие среди да се снимат, да може да се оди со адвокат, да се доставуваат снимките и записници до 20 родители и така натаму. За крај само да кажем дека од овие 9 измени за 3 имаат буџетски импликации. Тоа се семени извршителни служби, уведување на листа на дворични советувалишта каде што државата плаќала за родителите кои што ги посетуваат и нов второстепен орган на дворична комисија. Се надеваме дека за овие 3 работи ќе се најде буџет. Слушаме нередовно министерството дека секој дете е важно. Би сакал да нагласам дека доколку се приват нашите законски измени, практично држава доста заштедува и на изработка на новите закони, ние тоа сами го направивме. Ова го нагласувам затоа што дури во ситуација да во моментов нема буџет, нели сега треба да се дискутира буџетот следната година, и ако се усвои како пакет ова што го предлагаме ние, може да се имплементира едно по едно, затоа што за голем дел од овие работи што ги бараме, воопшто немаат буџетски импликации. Се надевам дека